Гробишта за Русалии. Во Гевгелискиот крај се наоѓаат гробишта за кои во народот се раскажува легенда. Русалиите од две села не смееле да се сретнат на патот. Обично гласниците од едното село ќе известувале селаните од другото село по кој пат ќе поминат Русалиите. Ако се сретнале, на патот почнувале жолчни расправи кои Русалии да попуштат и да се вратат во селото. А во тие препирки обично доаѓало до крвопролевање. Тоа било многу одамно, кога во местноста кај осамените гробишта се сретнале две групи Русалии. И едните и другите биле во народна носија, со долги и сукани сабии, добри играорци и вешти борци. Ниту едните, ниту другите не попуштале и не сакале да се вратат по истиот пат назад. Тоа се сметало за срамно и кукавичко. А едни преку други можеле да поминат само ако едните се мртви. По жолчните расправи, темпераментните јунаци започнале борба на живот и смрт. Сабиите го сечале воздухот и се забодувале во јуначките гради. Русалиите од едното и другото гевгелиско село биле вешти борци. Крв започнало да блиска по земјата. Разјарените Русалии јуришале едни на други, како најголеми крвни непријатели, иако некои меѓусебно се знаеле, од орање и од копање, од нивите кои што им биле една до друга. На тоа место се делел Мегдан и се чувал образот на селото. Замавот и звукот на мечевите, ехото од силните викотници и пролеаната крв се мешале, оставајќи херојски траги. Некои паѓале со првите удари на сабите. Некои носале по неколку рани и пак трчале да се борат, иако крвта им течала. Поцрвенела земјата од крв и човечки трупови. Загинал и последниот Русалија со неколку рани во градите. Русалиските гробишта и денес постојат во Гевгелиско, но орото Русалии се повеќе одумира.